Молитвата и незината сила. Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборуваме за молитвата. Зошто се молиме? Што е суштината на самата молитва? Кога Бог ја знае еднината и се е под Негова контрола и владеење, зошто да се молиме? Ако не сме во состојба да го промениме Божиот ум, зошто не се потребни молитвите и дали можеме нешто да промениме со нив? За христијанинот, мнозина велат, молитвата е како дишењето. Полесно е и поблагословено е да се молиме, отколку да ја запоставиме молитвата. Молитвата има разни причини. Таа е облик на служење на Бог и послушност. Например, Ана Фануиловата ќерка му служеше на Бог преку целиот живот со пост и молитва дење и ноќ. Молитвата не е емотивна состојба, односно да се молиме само кога ќе го почувствуваме тоа, туку е принципиелен став и начин на живеење. Се молиме затоа што Бог ни заповеда да се молиме и да го бараме постојано. Апостол Павле е јасен по прашањето за молитвата, велејќи: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги зачува вашите срца и вашите мисли во Христос Исус нашиот Господ. Филипјаните 4 глава. Молитвата е исто така пример кој што ни го дадоа Исус Христос и првата црква. Во Евангелието според Марко е запишан молитвениот живот на Исус. Таму се вели во првата глава од Марко, а наутро, додека уште беше темно, тој стана, излезе и отиде во пусто место, ненаселено, и таму се молеше. Така постапуваа и неговите ученици, и црквата. И се вели, и беа постојани во апостолското учење, општувањето, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Дела на апостолите, 2 глава. Ако преку овие библиски примери се покажува од колкава важност е молитвата, тогаш не би требало денешната црква, христијаните, да ја занемарат и да стане нешто споредно. Исус преку молитвата ја бараше волјата на небесниот татко. Колку повеќе би требало ние како негови деца да ја бараме волјата на нашиот небесен татко. Уште една голема причина зошто треба да се молиме е што таа е средство за добивање на некои важни решенија во животот. Христијаните се молат во рамките на она што е Божјата волја и се подготвуваат преку неа за големи одлуки. Запишано е: во тие денови Исус се искачи на гората за да се моли и ја помина ноќта молејќи му се на Бог. Евангелие според Лука 6 глава 12 стих. Исус помина цела ноќ во молитва, а целта му беше да избере 12 ученици со кои ќе може да работи и да ги поучи на Божјата вистина. Тоа беше голема одлука и преку таа одлука се случија големи работи не само во тогашното време, туку последиците се очигледни и до денешен ден. Имаме Библија, имаме сведоштва за се што Исус правеше и чинеше во тоа време. Молитвата е важна и во поглед на надминување на демонските пречки или бариери. Има еден пример кога Исус им посочи на учениците дека има и такви демонски сили кои тешко се контролираат, но со молитва и пост би можело да се скротат таквите штетни сили демонски. И кога дојдоа при мноштвото, еден човек му пристапи, падна на колена пред него и рече: Господи, смилувај му се на мојот син, зашто е месечар и се мачи многу, зашто често паѓа во огнот и често во водата. И го доведов при твоите ученици, а тие не можеа да го исцелат. А Исус одговори и рече: О неверен и развратен роде,
До кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И Исус го прекори и излезе демонот од него. И момчето беше исцелено од тој час. Тогаш учениците дојдоа при Исус насаму и рекоа: зошто не можевме ние да го изгониме? А тој им рече: заради вашето неверие. Зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на оваа гора: премести се од тука таму, и ќе се премести, и ништо нема да ви биде невозможно. А овој род не излегува освен преку молитва и постење. Ова е запишено во Матеј 17 глава. Исус ја повикува црквата да се молат за работници на неговата жетва. Во овој свет има потреба од духовни работници. Исус им рече: жетвата е голема, а работниците се малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Молитвата на христијаните може да послужи и за добивање на посебна сила со која ќе се надминат одредени искушенија. Исус вели: бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Искушенијата се неизбежни, но тие не смеат да станат пречка да паѓаат христијаните и да се соблазнуваат. Во самата молитва се крие небесен потенцијал за зајакнување на духовниот живот и за смело проповедање на Евангелието. Павле напишал на црквата во Ефес следново: со секаква прозба и молитва молете се во духот во секое време, и заради тоа бдејте со сето постоjanство и со молба за сите свети и за мене, да ми се даде збор, Божи зборови, кога ќе ја отворам устата, за да можам да ја соопштам смело тајната на Евангелието. Ефесјаните 6 глава, 18 и 19 стих. Преку молитвата доаѓаме пред Бог со специфични барања и благодарение на Божјата милост имаме Божјо ветување дека нашите молитви нема да бидат напразни. Дури да не го добиеме тоа што сме го побарале, ние се надеваме дека Бог го има најдоброто за нас, и кога ни дава, и кога не ни дава. Исус вели: а ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност, и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди. Евангелие според Матеј 6 глава 6 стих. Кога се повикуваме на неговата волја, тој ни ветува дека со сигурност ќе го добиеме тоа што сме го побарале. И ова е смелоста, вели Павле, односно апостол Јован, која ја имаме кон него. Дека не слуша ако бараме нешто по неговата волја. И кога знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Но понекогаш се случува и ова. Тој според неговата мудрост и сувереност ги одложува нештата што сме ги побарале за наша корист и за наше добро. Во такви ситуации треба да се има трпеливост и да се чека на Божјото време. Но важно е да сватиме дека молитвата не смее да стане наш начин на дејствување, односно да ја занемариме Божјата волја и постојано да сакаме да се реализира нашата волја преку молитвата. Божјата мудрост далеку ги надминува нашите собствени интереси. Молитвата ги раздвижува работите околу нас. Треба да сме упорни и да не ја омаловажуваме, сметајќи дека Бог одговара на нашите потреби и кога не го молиме. Тој одговара, но сака да ја види нашата упорност кон него. Дали ерихонскиот слепец ќе прогледаше, ако не викаше со сет глас кога Исус минуваше покрај него? Сигурно дека немаше да прогледа, но викот и барањето произведе тој да прогледа. Кога Бог не го прашуваме и доволно не го молиме, може да се случи и се случува да дејствуваме самоволно за наша штета. Недостатокот на молитвата покажува недостаток на вера и доверба во Божјиот збор, кој е вечен и непроменлив.
Преку молитвата имаме ветување дека нашите животи ќе бидат благословени. Благословот може да биде и повеќе отколку што молиме и бараме. Павле вели, а на оној кој со својата сила, што действува во нас, може да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Ефесјаните, 3 глава, 20 стих. Молитвата е примарно средство преку кое согледуваме како Бог работи во нашите и тугите животи. Ги гледаме сите победи во животот и неговата сила, која што действува над силата на сатаната и сите негови демони. Кога се молиме на Исус, ние всушност се молиме на оној кој се изедначи со нас, минувајќи ни сиот процес што минуваме и ние во нашиот живот. И тој знае како да ни помогне кога ни треба помош. А имаме и ветување дека ревносната молитва на праведникот или на верникот може многу нешта да направат или да направи. Јаков пишува: делотворната молитва на праведникот има голема сила. Јаков 5 глава 16 стих. Од се најповеќе треба да се свати дека молитвата има за цел Бог да се прослави на најсовршен начин преку секој верник кој е повикан да му служи и кој станал негово дете. Ако ја практикуваме редовно и ревносно, многу нешта, многу работи ќе се сменат кон подобро. Треба да се верува во силата на молитвата, односно во оној кој ги исполнува нашите барања. На Господ Исус Христос нека му е слава и чест во сите векови. Амин.